Се враќаме повторно во студиото, веќе имавте можност од најавата да слушнете. Време и за нашето прво линковско вклучување. Ја вклучуваме колешката Ивана, се наоѓа на водно. Веќе од најавата може и гледачите да видат водно и Скопје на 1 јули домаќини на Европско првенство во планинско трчање. Ивана, добро утро и какви се временските услови пред се на водно, знајќи дека е буквално залади во текот на ноќта, па имаш и своји соговорници и да ги чуем и нивните размислувања за она што ги очекува. Добро утро, Маријан, добро утро до гледачите на Ја сакам Македонија. Имаме свежо и ветровито утро на водно, како и може да кажеме во главниот град. И да се задржиме нели на темата за која што дојдовме тука да го најавиме Европското првенство во планинарско трчање кое што се одржува идната недела, односно на 1 јули во Скопје во организација на Атлетската федерација на Македонија. Токму по тој повод, ова утро, заедно со мене, тука на Видиковец, на една од поубавите места со поглед во главниот град, ги имаме едниот најдобрите атлетичари во Македонија, Атанас Анчевски, Весна Караджиева и Маријан Бонев. Најпрво ќе ви посакам добро утро на сите и прво може да ни кажете која е патеката по која што ќе се трча. Добро утро до сите гледачи. Фала ви за поканата што учествуваме во утринска емисија. Значи стартот ќе биде од средноводно. Стартот и финишот е на средноводно. Се продолжува нагоре по Трим стазата, се оди десно по новогодишна патека, и потоа се враќаме назад по пензионерска, односно еден круг трчаат јуниорите и јуниорките, а ние сениорите продолжуваме уште еден круг и финишираме на средноводно. Колку е потребно време да се спреми еден атлетичар за да учествува на едно вакво европско првенство? Па секојдневие можам да кажам, зашто што навистина треба доста тренинзи и за да сте стигне до тоа ниво. Споминавме дека ова европско првенство по втор пат се одржува во Скопје. Од колку земји имаме учесници? Дали знаете отприлика која е бројката која што ќе ја имаме на 1 јули? Па да, негде се очекува да има околу 250 учесници од 28 земји од цела Европа. Може да ни кажете, Весна, за незиниот најголем успех досега на некое првенство? Па не можам да кажам точно на некој првенство, можам да кажам за мојот личен успех како поранешна рекордерка во маратон, полумаратон и на 10.000 метри и нормално повеќе од 6 титули во овие дисциплини како национален шампион, додека на поголемите првенства имам кој знае колку пати настапувано веќе, бидејќи веќе 20 години оваа година правам како тренирам атлетика и сум можеби некои добри 18 години од нив дел од македонската репрезентација, така што тоа се огромен број на првенства на кои што сум настапувала и немаш секогаш контрола каде, кога е, што е, кои ви се резултатите, меѓутоа овој пат се надеваме барем во тие топ 10 да бидеме, тоа би бил голем успех за нас. Ние исто така нели ќе ви посакаме да имате убав успех, добар успех и добар пласман во недела. И ве кажете ни вие како се подготвувате за едно првенство? Па сега за конкретно за едно првенство никогаш не се подготвуваме, како што каже и Атанас предходно, дека тоа е долготраен процес. Значи ние постојано сме во подготовки. Конкретно за сега за ова првенство сме моментално на овој прекрасен Видиковец, бидејќи подготовките ни се на средно водно, овие 10 дена да направиме еден вид на аклиматизација, не може да го наречеме нели подготовки, бидејќи сепак 10 дена пред трка не се подготува, тогаш повеќе се одмара. Така што тука сме со целиот тим, се чувствува таа енергија, нестрпливи сме да дојде првенството и да се покажеме. Се надевам како добри домаќини, затоа што едно европско првенство кое што прв пат се случува во Македонија е сепак за нас како македонци голем настан. Тука го имаме и Маријан Бонев, кој што исто така член на Македонската атлетска федерација. Маријан, кажа ни што е потребно да се биде дел од европското планинарско трчање? Така, значи да се биде дел од европското планинско трчање, пред се тоа подразбира избор на најдобрите атлетичари во планинско трчање од соодветната држава. Односно, има трка која што може да представува
и државно првенство, значи изборна трка од преку која што се одредува тимот и тој тим понатаму, нели, по некој ред треба да оди на соодветни припреми и всушност тој тим е учесник и секој учесник од тој тим е дел од европско планинско трчање, првенство, да. Се подготвувате ли за негде да настапите после завршувањето на Европското првенство кое што го има мината недела? Така, лично во рамки на овие светски и европски првенства немам план после ова европско планинско првенство, но секако многу меѓународни трки на Балканот и во Европа се секогаш на репертоар, особено во планинско трчање, затоа што има што и каде да се ужива, особено по европските планински предели, па и на балканските простори. Значи имаме многу убави планини каде што секогаш се организираат трки каде што може да се учествува и сепак тоа се трки исто од меѓународен карактер, но тоа се трки од јавен карактер. Значи каде што може секој да учествува, не тоа да биде некој избран како дел од репрезентација и така натаму. Денес имаме малку студен летен ден, што се однесува до времето во недела. Дали стравувате од временските услови какви ќе бидат? Поради тоа што живееме во едно, нели, глобално затоплување време, така да не се знае што точно ќе се очекува, но сепак стартот на сениорските трки, особено на мажите сениори, е баш во пладневните часови, кога доколку е жешко време, тоа ќе биде најжешкото време и да стравуваме помалку, но сепак, доколку успее да се задржи ова некое ветровито, умерено време, мислам дека ќе имаме одлична трка. Маријан, дали имаме прашања? Имам прашање за Атанас, некако може би и редовен на овие планински трки од моите информации кои ги имам, дали е предност за нашите атлетичари бидејќи ја познаваат патеката или пак и оние од странство кои ќе дојдат ќе имаат можност ден-два секако порано и да се запознаат со условите каде ќе трчат, бидејќи станува збор за не секојдневна трка, не е она традиционално атлетска или трка низ градски улици. Така. Имаме прашање од студио до Атанас. Дали е, може би, за вас првенство што сте од тука и што ги познавате патеките, за разлика од оние нели кои што ќе дојдат од странство, затоа што нели не е некоја обична трка која што се одвива на улица, тука е баш планинска. Па да, можам да кажам дека имаме блага предност во останатите, но патеката ќе биде обележана за сите и предходните денови ќе имаат, мислам, ќе имаат можност сите репрезентации да дојдат и да ја разгледаат по која ќе се трча. Како што споминавме и претходно, се очекува настап на повеќе европски репрезентации. Навистина ќе имаме исклучително забавен викенд идната недела на 1 јули, токму тука на Водно, каде што ќе се одржува 17-тото поред Европско планинарско трчање. Благодарам, Ивана. Со надополнување дека на 30 јуни ќе биде и церемонијалот на свечено отварање на плоштадот Македонија, да го заокружиме овој дел од твоето прво олимписко вклучување.